Дивите и нелегални депонии во источниот и североисточниот плански регион ќе бидат затворени. Одлука за тоа донела владата на својата последна седница. Со тоа почнува постапката за оформување на заедничко предпријатие за управување и третман на комуналниот отпад. Со одлуката, всушност, комуналните предпријатија од двата региона ќе мораат во наредниот период да почнат да го прилагодуваат своето работење за собирање и селекција на отпадот, а што полосна би се преработувал во регионалната депонија што треба да се гради кај Светиниколското село Мечкоевци. Информацијата за донесената одлука на владата беше потврдена и на пресконференцијата што ја одржа владиниот портпарол. Владата на последната седница донесе одлука за затворање на дивите депонии и ѓубришта во 18 општини од источниот и североисточниот регион, со која се опфатени над 30 диви ѓубришта. Паралелно со донесената одлука за затворање на дивите и нелегални депонии во источниот и североисточниот регион, течат и активностите за оформување на заедничко меѓуопштинско предпријатие што ќе се грижи за комуналниот отпад. Во тие рамки, веќе се во тек постапките за именување членови на управниот одбор на предпријатието, кое ќе го носи називот Еко-Исток Северо-Исток. Исто така, во тек е и постапката за усвојување на статутот на предпријатието, а за што одлуки треба да донесат советите во сите општини од двата региона. Во тие рамки, Советот на општина Кочани за овие прашања ќе расправа на 60-та седница, што е закажана за петок. Училниците во основното училиште Славчо Стојменски од Виница ќе добијат нови плафони и подови. Со тоа ќе се подобрат условите за следење на наставата во престојната учебна година. На работен состанок што се одржа во училишните простории беше потпишан договор за реализација на проектот Меѓуетничка интеграција на младите во образованието, финансиски поддржан од Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен развој USAID. Со овој проект е предвидено да се реконструираат плафони со површина од над 700 квадратни метри, како и подови во училниците на околу 360 квадратни метри. Кај дел од училишните подови на површина од над 160 метри квадратни ќе биде поставен нов заштитен слој со дебелина од 5 сантиметри. Предвидено е градежните работи да се реализираат до почетокот на септември. Со тоа ќе се овозможи осетно подобрување на условите за одвивање на наставата со физичко присуство. За реализација на проектот за рехабилитација на училниците обезбедена е финансиска конструкција од 1.200.000 денари. При тоа со средства од општинскиот буџет на Виница ќе се кофинансира 1/4 од инвестицијата. Водостопанската подружница Брегалница од Кочани ги продолжува активностите за чистење на левиот магистрален канал од хидросистемот, со намера да возможи наводнување на околу 500 хектари земјоделско земјиште во аторот на општините Виница и Зрновци. Од подружницата информираат дека се отстрануваат натрупаните наноси од земја и обраснатата вегетација во коритото на бетонскиот канал, со што би се обезбедил нормален проток на водата. Образложувајќи ги активностите, директорот на водостопанската подружница Дени Митров на 68-та седница на Советот на општина Зрновци истакна дека при чистењето се наишло на одредени проблеми, но очекува тие да бидат надминати, а водата да стигне до земјоделските површини. Поголеми интервенции кои се направени во изминатиот период на левиот магистрален канал се линија 12 и 13, така ги знаат сите земјоделци и конкретно вие, значи се оспособени, линии кои не беа повеќе од 15 години во функција и лани оспособена линија 24. Во моментот сме на чистење на делница од село Видовиште до село Зрновци, која што веќе е завршена во завршна фаза и продолжуваме од село Видовиште кон село Теранци. Целта ни е, бидејќи во оваа сезона имаме поголема количина на вода во акумулацијата Калиманци, целта ни е да пробаме дали ќе бидеме во можност да го поминеме село Теранци со дистрибуција и да имаме некоја представа за во иднина со сите оние работи што ги спомнавме во претходното излагање, значи доколку се санираат сите диви испусти и аномалии, да речем, на магистралниот канал, да можеме да дистрибуираме вода што подалеку, бидејќи сето оно што го споменав, изработка на проектна документација е во процедура за магистралниот канал, но не можеме да чекаме ние на целото тоа да се заврши, а да не преземеме никакви активности.
Изминатите години земјоделците од регионот на Зрновци и соседните села постојано реагираа поради нефункционирањето на левиот магистрален канал, поради што не можеле да ги наводнуваат нивите. Главна причина е што водостопанското предпријатие не им ја пушташе водата поради големите оштетувања и негрижата тие соодветно да се санираат. Сепак, меѓу проблемите беше истакнато и неплаќањето на врските за воден надоместок од страна на поголем дел од корисниците на вода. Исто така имаше еден проблем со водата од централата, вода која што се испушташе во период кој што не беше соодветен, значи, за вадење на земјоделските култури, сега конкретно во сидбата на празо. Реагирано е до централата и водата ќе биде пуштена 5-6 часот со бајле и попладне. Левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница е со должина од 36 километри. Проектиран е да наводнува околу 2000 хектари во целиот регион во подножјето на планината Плачковица, од атарот на Виница па се до селото Аргулица Штипско. Почна пријавувањето на кандидатите за попишувачи и реонски инструктори кои ќе бидат ангажирани за престојниот попис на населението и домакинствата во целата држава. Интересот е солиден и по еден ден од терминот во кој се одвива поднесувањето на пријавите, веќе се регистрирани 640 кандидати во целата држава. Од владата информираа дека со засилено темпо се одвиваат подготовките за спроведување на теренскиот попис, што треба да се одржи во септември. Во сите 50 пописни реони веќе има пријавено кандидати и за попишувачи и за реонски инструктори. Конкурсот ќе трае до 5 август, пошто ќе следи тестирање на кандидатите. Конечниот избор треба да се направи најдоцна до 15 август, пошто за нив ќе следи и обука. Од Државната изборна комисија и од Државниот завод за статистика пред неколку дена истакнаа дека станува збор за важна статистичка операција, а учеството во пописот е одговорност на секој граѓанин во државата. На тој начин граѓаните ќе придонесат за објективно пополнување на базата на податоци, наместо да се работи со претпоставени вредности и бројки. Од државните органи додадаа дека сите собрани податоци со пописот ќе бидат доверливи и заштитени. Инаку, според објавениот конкурс за попишувачи и реонски инструктори, предвидено е за општина Кочани, заедно со соседните Зрновци и Чешиново Облешево, да бидат ангажирани вкупно 104 попишувачи. Од нив, по тројца ќе бидат од турската и влашката популација, а 4 од ромската етничка популација. Предвидени се вкупно и 11 пописни инструктори. Во општина Виница ќе бидат ангажирани вкупно 49 попишувачи, од кои 3 од турската и 1 од ромската заедница. Бројот на реонски инструктори за пописот во оваа општина е определен на 5. На крајот од оваа и на почетокот на идната недела, на територијата на општина Чешиново Облешево ќе се реализира ларвициден третман против комарците, при тоа ќе се прска од земја. Носител на активноста е Министерството за транспорт и врски во рамки на превентивната дезинсекција против возрастни форми на комарци и против ларви од комарци, а за што се инвестираат над 6 милиони денари. Во оваа активност, освен Чешиново Облешево, вклучени се и општините Охрид, Струга, Дојран, Ресен, Крушево и Берово. Третманот против комарците во Чешиново Облешево ќе се спроведе во периодот од 22 до 27 јули, а ќе го реализира фирмата Приматекс од Скопје, која минатата недела склучи договор по добиената тендерска постапка што ја распиша Министерството. Според однапред изготвениот план, ќе се врши дезинсекција против ларви на комарци на околу 2000 хектари. Главно, површините се во близина на оризовите полиња кои се леглани инсектите, како и во близина на населените места Жиганци, Соколарци, Спанчево, Бања, Уларци, Чешиново, Облешево, Борилчево, Кучичино, Чифлик и Теранци. Надлежните служби ги известуваат пчеларите дека во деновите додека трае третирањето треба да преземат соодветни мерки за заштита на кошниците со пчели, заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи од дожд, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. И годинава локалната самоуправа на Зрновци е организатор на турнирот во мал фудбал, како дел од одбележувањето на празникот Илинден, што традиционално со децении се слави во општината.
Трошоците за одржување се покриваат од општинскиот буџет, а според информациите од стручните служби, оваа година на спортскиот настан што ќе се одржи по 7 пат ќе учествуваат вкупно 11 екипи. Надпреварите почнуваат в четврток на 22 јули, откако претходно беа завршени подготвителните активности и ждребувањето за распоред на средбите. Вообичаено, општина Зрновци доделува награди, а екипата која ќе освои прво место ќе добие 15.000 денари. За екипата што ќе го освои второто место 10.000, а за трето пласираната 5.000 денари. Исто така ќе бидат доделени и награди за најдобар голман и најдобар фудбалер. Илинденскиот турнир во мал фудбал во Зрновци минатата година паузираше поради пандемијата од COVID-19. Во претходните години на овој настан редовно учествуваа екипи од Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево, Виница и другите соседни општини, па така се очекува да биде и годинава. Тие ќе бидат поделени во групи, а надпреварите ќе се играат на спортското игралиште кај градинката во Зрновци.